Почитуван председател на комисијата, почитувани колешки колеги пратеници, представници на институциите на Република Македонија, секако многу почитуван представник на студентите, ми причинува особена чест денес да се обратам на јавната расправа по однос предлог на закон за работно ангажирање на лица. Можам да кажам на почетокот дека се работи за одличен потек и мислам дека во првиот час се уверивме сите дека сите оние кои што се заинтересирани за ова веќе дадоа конкретни предлози за на некој начин дополнителен момент, дополнителни размислување за еден вид на видоизменување и правење на ова предлог законска решение да биде што е можно по сеопфатно и подобро. За мене, тоа го кажав и на Собраниската комисија, неколку моменти се клучни во однос на ова предлог законско решение. Станува збор за нов закон. Значи, нов закон за материја која што регулира нестандардна форма на работа. До сега во изминатиот 30 годишен период не сме имале прилика од X причини да застанеме и да почнеме да го решаваме сето она што е офатено со ова предлог законско решение. По два, се прави формализирање на непријавената работа. Овде спомна и представниците на синдикатот, секако студентите, каде што имаме непријавена работа. Тоа спаѓа во делокругот на сивата економија и мораме час поскоро да започнеме со регулирање на тој дел. 3. Поедноставувањето или рационализирање на постапката за работно ангажирање. Тоа е тој нов термин, работно ангажирање на лица за повремени и сезонски работи во одредени дејности, а од друга страна да имаме изголемување на јавните приходи. Ова предлог законско решение се базира на позитивните искуства и тоа беше кажано пред се од нашите соседи, меѓутоа секако со голема поддршка на Европската Унија, каде што се очекува преку една донаторска поддршка да се воспостави тој регистарот, или сега веќе добивме и конкретна понуда да се видоизмени тој термин, да биде на база на пријава или нешто слично на тоа, за да може потоа да се води, да имаме една евиденција за работното ангажирање кој што ќе биде усогласена со постоечките IT мрежи во Република Македонија, односно институциите кои што ќе го водат целокупниот процес. Според моје лично убедување станува збор за реформа во оној дел кој што значи да се воведе еден институционален механизам. Институционален механизам кој ќе овозможи работно ангажирање на лица за вршење на работи од повремена и сезонска природа преку една многу поедноставена постапка. Не како досегашната постапка, него да можеме да размислуваме и да најдеме начин тоа да го поедноставиме максимално. Тоа беше кажано во неколку наврати дека тоа треба да биде максимално едноставна постапка на пријавување, бидејќи се работи за дејности кои што се од сезонски карактер. Целите кои што ги носи овој закон се следни: пред се и над се да се остварат правата на ангажираните лица. Тоа не смееме во ниту еден момент да го заборавиме. На работно ангажираните лица мора да ги уживаат сите права. По два, задоволување на потребите од работна сила кај работодавачите, а рековме дека имаме сериозен проблем во делот на работната сила. За да може еден процес комплетно да се реализира, потребна е работна сила. Формализирањето на непријавената работа во следните сектори, и тоа би сакал уште еднаш да ги спомнам, тоа се земјоделство, шумарство и рибарство, објекти за сместување и сервисни дејности за храна и дејности во домаќинството. Дефинирањето на работата од повремена и сезонска природа во трудовото законодавство. Овде и колегата Малиша добро го кажа тоа, добро ги разграничи тие појмови, меѓутоа мораме да најдеме термин за да може да биде внесено и во состав на трудовото законодавство. Зголемувањето на јавните приходи по основ на даноци и платени придонеси од задолжително социјално осигурување. Со тоа да можеме максимално да го стеснеме кругот за екзистирањето на сивата економија. Да сумираме, се регулира начинот на воспоставувањето на работни ангажмани кои ќе допринесат да определени категории на лица бидат вклучени,
активно во формалната економија. Тоа значи институционален ангажман и заедничка работа на повеќе институции во Република Македонија, пред се Министерство за финансии преку Управата за јавни приходи, Агенцијата за вработување, Пензиско-инвалидско осигурување на Република Македонија и Фондот за здравство. Значи, се работи за заедничка мисија со еден збор. Не може нито една институција без заеднички ангажман со другите институции да изведе на површина една ваква сложена операција. Клучниот момент е воспоставување на регистарот или она што сега со новиот предлог овде за евиденција на работното ангажирање, секако и работното определувањето кои се тоа категории на лица кои ќе можат да бидат работно ангажирани, секако дека тоа се невработените лица, вработените, студентите, корисниците на семејна и старосна пензија, при што мислам дека сите тука тоа го спомнавме, не е на одмет уште еднаш да кажеме дека на никаков начин нема да им бидат одземени веќе за гарантираните права. Имаше многу голема полемика во јавноста дали ќе биде укината, например, гарантираната помош на лицата приматели на социјална заштита или пензијата кај корисниците на семејна и старосна пензија. Не, нивните права остануваат загарантирани. Овој закон на никаков начин не им пречи во остварувањето на нивните стекнати права. Сосем на крај, сметам дека овој закон ќе допринесе за подобрување на севкупните економски односи, сузбивањето на неформалната економија и подобра контрола на спроведувањето на трудовото законодавство, а со тоа и вклучувањето на определени категории на лица кои што од неформалната ќе преминат во делот на формалната економија. Ќе завршам само со она што колегата Малиша го кажа на крајот, а тоа е да бидеме будни, да дадеме простор и време за подобра имплементација. Сметам дека, бидејќи сме сложни сите дека овој предлог законско решение мора да помине, да дадеме само простор и време за неговата имплементација и да бидеме спремни за брза реакција доколку се појави било каков проблем. Ви благодарам.